Почитувани граѓани, денес е посебен ден за Република Македонија, наша национална и граѓанска гордост, денот на независност. На овој ден, 8 септември 1991, граѓаните на Република Македонија донесоа историска одлука и гласаа за независност и за суверенитет. Некој од нас тогаш се уште немаа право на глас, но силно верувавме во шансата која доаѓа, во перспективата која значеше крај на неизвестноста и нов почеток за подобар живот и подобра иднина во својата независна Македонија. Од тогаш поминавме низ многу тешки моменти, а некои од нашите најголеми соништа до ден денес останаа неисполнети. Македонија во неколку наврати беше заглавена во етнички и политички конфликти. Нашата економија не напредуваше доволно и многу граѓани ни осиромашија. Ова ми дава за право да кажам дека во изминатите 27 години Македонија не го обезбеди напредокот за кој сонуваа македонските граѓани. Ова и предходните генерации и политичари сите треба да изразиме жалење што многумина од граѓаните не успеа да го остварат својот сон за поуспешен живот, за подобро платена работа, подобро образование и здравство. Јас добро го знам тоа. Патувам низ сите села и градови низ Македонија и го гледам народот. Ја гледам и маката и радоста на нашите граѓани. Гледам и знам мој народе. И затоа велам, време е. Време е да бидеме храбри и да гледаме кон иднината. Време е да ја зајакнеме вербата во себе. Време е да се погледнеме едни со други во очи и да си кажеме дека можеме. Ве гледам во очи и ве уверувам, можеме. Можеме ако се држиме заедно, ако кренеме глава и ако ја зграпчиме шансата за која се изборивме заедно, шансата за која целиот свет ни вели дека е историска. Ви велам дека можеме, бидејќи верувам во оваа генерација. Повозрастните повеќе пати докажаа дека знаат да носат вистински одлуки во клучни моменти. Знам дека и младите ќе го направат тоа за 3 недели од денес и затоа нема ден, а да не им се обрата. Драги млади, ве повикувам да се вклучите во новата историска одлука која е пред нас, бидејќи одлуката ќе го исцрта вашиот животен пат. Бидете будни и гласни. Превземете конкретен чекор на 30 септември. Вие одлучувате за вас, за вашата иднина. Одлучувате дали ќе останеме сами, изолирани и безпомошни, или ќе одиме напред во европските и светските семејства, во Европската Унија и НАТО. Тој е изборот. Напред или назад. Светлина или темнина. Иднина или изолација. Семејство или осаменост. Ве повикувам, драги млади, драги граѓани на Европска Македонија. Ајде да избереме семејство. Европско и стабилно семејство во кое сме безбедни, заштитени и во кое имаме сојузници со кои заедно ќе одиме напред. Секој ден понапред, кон јасна иднина, вашата генерација има привилегија да ја менува Македонија кон подобро. Имате уникатна шанса, еднаш на 30 години, да ја земете судбината на Македонија
во своите раце и да го исцртате патот кон успехот преку еден едноставен чекор – глас на референдумот на 30 септември. Секој ваш глас е важен и потребен. И не само тоа, потребно е да зборувате, да поттикнувате, да мотивирате. Кажете им на своите блиски, на другарите, на родителите, на бабите и дедовците. Кажете им дека е ова ваше време и дека треба да станат, да излезат за вас, за вашата иднина и за иднината на Европска Македонија. Почитувани граѓани, овој историски момент е поголем од секој од нас, од нашите партии, кавги или лични интереси. Да ги оставиме различните убедувања и интереси за момент зад нас и да ја видиме светлината на Европа, која не повикува. Сега имаме можност, како никогаш досега, да излеземе гордо и да одлучиме за нашето место во братството на европските народи, во Европската Унија и да застанеме рамо до рамо, рамноправни со најсилните земји на светот, членки на НАТО. Во текот на изминатите 27 години аргументиравме, преговаравме, се боревме, но не мрднавме од место. Сега имаме решение и заедно треба да одлучиме за тоа решение. Наша одговорност беше да го решиме отвореното прашање кое ја загрозуваше иднината на Македонија. Ја презедовме одговорноста, го решивме спорот, постигнавме договор со Грција. Наша одговорност и света должност беше да го зачуваме идентитетот македонски. Не само што го зачувавме, туку и го потврдивме и зајакнавме. Еднаш за секогаш, македонците и македонскиот јазик се впишуваат во ризницата на светските народи и јазици. И никој повеќе нема дилеми. Никој повеќе не го оспорува тоа. Со одлуката на референдумот ја заокружуваме нашата одговорност, лична, граѓанска, политичка, пријателска, за иднината на Европска Македонија. Гласот за еднината е наша света должност за сите генерации од минатото. Кој може денес да порекне дека го исполнуваме заветот на нашите предци, кои со векови го афирмираа, бранеа и гинеа за македонскиот идентитет? Ние, почитувани мои сограѓани, заедно го остваруваме тој вековен сон со меѓународна верификација. Договорот со Грција и придобивките од него гласно потврдуваат: граѓаните на оваа земја, македонци и македонки, македонскиот јазик и македонската националност се признаени и потврдени за век и векови. И вечерва сакам да им се заблагодарам на сите граѓани албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и сите други етнички заедници, што во овие моменти покажуваат другарско и братско разбирање и што даваат силна поддршка на своите сограѓани македонци. Оваа поддршка ова разбирање за заштитениот македонски идентитет е од огромно значење за градење едно општество. Овие мостови кои ги градиме се крвотокот на нашата меѓусебна доверба. Затоа искрено им благодариме на сите наши граѓани за нивната солидарност.
Почитувани мои сограѓани, за 3 недели вашата татковина ќе ве повика да ја превземете најблагородната и најсвечената патриотска должност во една демократија, да излезете на гласање и да го дадете вашиот глас. Јас денес стојам исправен, гордо пред вас и ви велам, ова е вистинското решение и вистинското време. Ова е историскиот момент во кој секој од вас, секој граѓанин, без разлика на неговата политичка, етничка или било која определба, ја добива можноста да биде архитект на нашата заедничка иднина. Да донесеме одлука за нашата втора независност. Од огромна важност е што мнозинството наши сограѓани го одобруваат референдумот и го гледаат како шанса да го дадат својот глас за најсигурниот пат кон стабилноста, безбедноста. Како членка на Европската Унија, ќе седиме на масата и ќе разговараме рамноправно за економските просперитети за нашите граѓани, во заедницата со другите европски граѓани. Без место на масата ќе останеме надвор од кругот, без наш збор во многу настани, што ќе влијаат на нашите животи. Затоа, од исто така огромна важност и да им порачеме на сите оние што се двоумат. Затоа, ним им велам, вашата татковина ве повикува, иднината ве повикува. На 30 септември излезете и дадете го својот глас, нека биде слушнат. Ако сте бизнисмен или земјоделец, дали е добро да имате еднаков пристап до пазар од 500 милиони потенцијални клиенти? Ако сте студент, дали е корисно да имате неограничени можности за патување и учење надвор и шанса за добро платена работа тука, во Македонија? Ако сте пензионер, дали сакате вашите деца и внуци да имаат добар живот во Македонија, исто како што има добар живот во Европа? Дали сакате Македонија да биде Европа? Ако сте вработен или невработен родител, дали сакате економска сигурност и подобра иднина на вашето семејство? Дали сакате подобра шанса? Тоа се прашањата на кои треба всушност да одговориме на 30 септември. Токму овие прашања бараат патриотски одговор. Патриотите превземаат акција, како и на 8 септември 1991 година, кога земјата и иднината повикуваа на акција. На ист начин, референдумот на 30 септември е нашиот повик за акција и наша патриотска должност. Вистинскиот патриот го почитува минатото на својата земја, но неговиот поглед е фокусиран кон иднината. Ајде сите заедно, независноста да ја завериме, неизвестноста да ја протераме. Ајде да погледнеме заедно и да се определиме за подобар живот, со повисоки приходи, за добри работни места. Сето тоа во нашата убава Македонија. Безбедна, сигурна, мирна, пријателска и стабилна. Европска Македонија. Нашата генерација ја има таа чест. Имаме чест да се избориме со глас, со нашиот демократски глас, да донесеме подобар живот во суверена Македонија. Нека ни е честит и вековит денот на независноста на Република Македонија. Заедно одиме напред. Благодарам.